Добра вечер, поштувана публико од великиот Бел Север, од прекрасниот центар на борбата против светската тиранија од Канада. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мене е мојот скоро секогаш верен соговорник Јордан Петровски и ова е најновото издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија. Вечер сме повторно во подкаст формат. Добро вечер и добро најден. Добро вечер, добро најден. Денеска ќе ни биде тема на разговор. Ова ќе биде прва од повторно една серија на емисии, каде што ќе коментираме една емисија од македонскиот етер, а тоа е мега интервјуто на поранешниот началник на подсекретар на службата за државна безбедност Слободан Богоевски, своевремено припадник на групата осумината од РСВР, која донесува македонската пролет. Која ја донесува точно македонската пролет. Доколку малку ви делувам шашардишан и магепсан вечерва, немојте да ми замерате. Јас сум се крстил со две раце, не знам колку пати веќе денеска, слушајќи го интервју, и не можам се уште да се средам. Затоа што поранешниот подсекретар на службата за државна безбедност или директор на УБК излезе со некои тези кои што се поголема историска ревизија од најголемите историски ревизионисти на интернетот, во карпите, во пустините, под дрво и под камен. Мислам дека господинот Богоевски ги надмина сите со ова негово гостување. Меѓутоа, она што за нас како посветени обработувачи на работата и методите на управата за државна безбедност во сите нејзини инкарнации, народно позната како УДБА, беше еден конкретен цитат односно конкретно тврдење на Богоевски, на кое што водителот Васко Ефтов баш онака со лезец се израдува дека ете како нашата служба ја надиграла Бугарија. Станува конкретно збор за тврдење на, односно, не знам сега дали ова тврдење или признание. Мислам дека ова би требало да се толкува повеќе како признание одошто како тврдење, бидејќи тука станува збор за човек кој што бил директно инволвиран, дека службата за државна безбедност го врбувала главниот носител на водната бугараштина на ВМРО. Како на, ајде сега да го ставиме историското ВМРО, меѓутоа дефинитивно на партијата ВМРО во Македонија, по пат на ВМРО СДМ во СМД во Софија. Во позадина тука е текстот кој што ни е цела оваа сезона, малтене секоја епизода или секоја втора епизода се навраќаме токму на тој текст. УДБА, фабрика за бугараши. Ако го немате прочитано, да си го прочитате, да си го отштампате и да си го читате секој ден како оче наш. И треба. Бидејќи ваква видовитост може би ќе има Богоевски после 10 години. Па ќе открие. И очекувам дека ќе се случи такво нешто. Пред да навлеземе конкретно во цитатот што ќе го обработуваме, не знам дали ти е во план ова да го обработуваме подлабоко или не, меѓутоа во воведот кој што го даде Богоевски во емисијата, тоа ми е во план да го одработиме. Ќе го обработуваме, окей. Во ред, ќе го оставиме тоа за понатаму. Како прво стои. Во ред, тоа ќе го оставиме за понатаму. Значи сега да одиме со исклучиво со видеото. Со делот од во ред. Каде што
сведочи Богоевски. Да го пуштиме и да одиме натаму. Да ги оставиме гледачите Ама да сега е еленистички. Каков еленистички, кога нема таква држава? Ќе го оставиме гледачите чекат на крај, ќе го прашам за Аристотел и македонски. Ова беше само... Да, Богоевски. Кажавте една работа, во 2 емисии го спомнам тоа, дека крајот на 80-тите години има размена на студенти Да. и дека во таа размена на студенти Красимир Каракачанов, големиот бугарски јастреб, Патриот. бранител од патриот и така натаму и така натаму. Во таа размена на студенти е дојден во Република Македонија. Сега морам да прекинам малку за да немаме проблеми со авторските права. Дали тука се зборува за студенти Размена средношколци или Не, размена студенти. факултетски, окей. Факултет, да. Окей, значи сега ни доаѓа Во Гоце реклама Делчев за- беше. Дека во Гоце Делчев. Ontario homeowners, here's how to replace your old furnace before heating season with zero Има многу реклами. Нашите служби го направија со работник Каракачанов. Да. Го направија. Да го вратиме повторно. Да. Нашите служби го направија со работник Каракачанов. Да. Го направија. Да. Не ми реагираш. На се живо и диво реагира. Ова е некоректно што го кажувам, и тоа што се изминати многу години. Никој пат не сум говорил за Не вакви сме имали теми. комуникација со друг. Не сум говорил за друг. теми. Сега, овде Има уште има... малку тука или? Дај, ќе го продолжиш после. Окей. Има една голема нелогичност. Ако Каракачанов бил соработник на службата, јас имам друга верзија, но прво ова ќе го објаснам. Тогаш, зошто Богоевски или било кој од службата, не е само Богоевски кој знаел дека е соработник, тој имал соработничко досие, кој е предадено во архивот на Македонија и имале многу луѓе шанса да го видат тоа досие. Зошто никој, сега кога Каракачанов го оспоруваше почетокот на преговорите, тој беше еден од главните носители на докажување дека македонците се со етнички корени, сите оние работи кои сега да не ги зборам јас, сите ги знаат во Македонија каква улога играше Каракачанов. Она един народ во држави. Да. Зошто тогаш Богоевски или УБК, АНАБА сега или некој од архивот не го изнесе неговото досие и да го покаже јавно. Еве дека Каракачанов бил наш соработник, ја издал бугарската кауза. Но Каракачанов не бил соработник. Каракачанов е човек за врска помеѓу бугарското ДС и ДБК во тоа време. Ако може да те навратам тука сега, значи во нашиве анализи околу бугарска амбасада. Да. Во сите наши анализи, а сега и во едно писмо што ќе оди и до Европската комисија, ние поставуваме една теза дека поради начинот на кој се одвива заверата. Значи, првин македонската служба се ангажира во твојот случај со должниците, Наплата, да. со наплата, па потоа твојот должник одеднаш се јавува после години игнорирање, па тој инсистира на посредство на амбасадата бугарска. Да. и конечно бугарската амбасада и покрај тоа што иницијално ти вика дека тоа е вон нејзините ингеренции, некако конечно влегува и таа во Па влегува во во играта. За тоа што кога јас објавив во Вестник, во неделникот денес, немаше никаква реакција од амбасадата. Токму сега до тоа, кон тоа. Немаше вербална нота, немаше писмено, немаше ништо. Да. Значи, нашата теза е, бидејќи Бугарија не реагира на тоа, бидејќи сепак станува збор од една страна за рушење на угледот на таа држава, а од друга страна веќе станува збор за еден меѓународен инцидент, каде што се користат известни институции на бугарската држава, како и тоа што се користи едноставно Бугарија, реномето на Бугарија како едно прокси за стварање на една
слика дека Бугарија се меша во внатрешните Да. зборувања на И дека Македонија. таа финансира најсилната Најсилната опозициона политичка партија која што е пред победа на избори. сега уште една Само уште ова сакам да го завршам. Ајде. Значи, тоа е нашата теза, дека двете служби соработуваат. Да. Македонската служба соработува Да. со бугарската служба. За службата, за соработката меѓу македонската и српската служба веќе имаме и една работа во твоето досие Да. која што маркерот Јасно, веќе да. се Избледат, па се познава. бледе и точно има еден цел пасус околу тоа. Значи, сега ти викаш Богоевски и Васко Евтов многу радосно и ревносно Да. викаат дека ете Каракачанов бил врбуван и тој бил соработник на македонската служба. Ти не го негираш тоа целосно, Не. туку ти викаш дека тука постои една мала разлика во однос на неговата позиција. Да. Тој не е соработник. Тој е човек за, да кажеме, човек за врска. Значи, и една друга таква личност од македонското од македонската државна безбедност е Силјан Аврамовски, за кого има фама дека тој е човекот на ЦИА во На ЦИА. Македонија. Сашо, Меѓутоа, што тој е исто оваква личност, човек сега, за врски. Каракачанов во Македонија е човек од Бугарија, човек за врска дојде во Македонија. Не е На македонската служба. Да. Не знаеме кој е од македонската служба човек за врска со Бугарија. Но има уште еден доказ за ова што дека ова веќе не е моја теза. Генерал Василевиќ, началникот на КОС, има една изјава во еден разговор со неговите подчинети, за да се пофали колку КОС успешно го пребродил распадот на Југославија и стварањето на независни држави. Тој им вели вака, дека тие не се свесни дека на нас ниту една врска со Бугарија и Романија не ни е чепната, повредена, а не па да е прекината. Ние со тие земји имаме најдобра соработка и понатака. Сега, кој е интерес на ПОС? Да има добра соработка со Бугарија. Бидејќи КОС работи надвор, не работи СДБ надвор. Па, Освен стабилност, одржување на стабилноста во регионот. Да, како не. Македонија е интерес на КОС. Веќе КОС е... Па добро, баш нели тоа е Да, добро. стабилност на Да, регионот. да нема промена... Да нема промени никакви на границите, да нема... Да нема промени на делбата од Бугарешт, Да. да останат како што е направена по доба, така да остане. Да. И тоа е. Затоа има сега една тука уште една многу битна работа. Јас не знаев по која основа Каракачанов е во Македонија 88 година. Мислам дека доаѓа во посета на сестра му која е мажена во Тетово. И така се сретнал со Драган Богдановски по некоја случајност. Инаку, сестрата на Каракачанов беше мажена за роден брат на сестрата на сопругата на Љубе Бошковски, Виолета Бошковска. Потоа се разведува, мислам, некаде околу 2000-та, 2002-та, 2003-та, не знам кога, но до тогаш беа во брак. Но Љубе во тоа време, 88-87, не бил активен во МОРО. Нема врска со Драган Богдановски. Значи, следбата е направена од лица од УДБА. Да дојде до контакт меѓу Драган и Каракачанов. Има тука тој едно видео, пушти го сега и него да го слушаме, да ја комплетираме сликата. Да, инаку ова видео можете да го најдете на страницата на Македонскиот информативен центар во текстот Фросина Ременски во обид за пронаѓање на рефлектор за историско затемнување 1-1Б Софија смена на Драган. Значи ова е дел од историјата која што ти ја пишуваш околу партијата ВМРО ДПМН, незиното формирање и првите години и сите оние премрежија низ кои што мина. Значи, ова е
околу посетата на Драган Богдановски, Мане Јаковлевски, Стојче Наумов и уште едно лице, сега тоа нема да го споменувам, бидејќи не сакам да знае. Да, Не е релевантно лицето. не е релевантно лицето. Да, еве, тука во насловот на видеото стои посета од 4 октомври 91 година. Го гледаме Васко Ефтов тука на екранот. Очигледно баја ги помлад, значи видео е 10 години старо. 10-11 години сигурно е старо видеото. Океј. Причината зашто се користиме со инсерт во центар, Да. постиран од нас, значи ова е постиран од Македонскиот Да. информативен центар, Каркачанов и посетата на... Не, зошто не користиме изворно видео? Го нема видеото. инсерт? Тоа видео со таа емисија го нема. Јас сум го сочувал тоа видео случајно. И бидејќи имаме навика да симнуваме видеа и останало. И јас се обидов да го добијам да добијам од Васко 2 видеа, барав да ми ги даде. Ова и видеото и другото видео е каде што Богоевски во едно интервју кај Васко зборува дека Глигоров е човек на Белград. Тоа го повторува до сега 2-30 пати во интервјуа Стојан Андов. И за тоа му го барав да го имам како видео, сакав да го имам, да го исечам тоа парче. За мене е многу посигурен изворен доказ. Видео, каде што зборува човекот, некој да го прераскажува. И тоа видео го нема, и Васко не може да го најде. И тоа и ова видео Васко не може да ги најде. Бо се симнати и изгубени, се ги нема. Добре. Тоа нема. Толку е. Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија е како функционира де факто тајните служби на Балканот. Останете со нас 50 минути, нема да зажалите. Красимир Каракачанов за прв пат во јавноста проговорил за таа тајна посета на основачите на ВМРО ДПМН пред 21 година во Софија, пред да биде формирана таа партија. Ќе мора малку да го сечеме, долго е видеото, ќе Да. мора помалку да правиме прекини. Не мора секој пат да коментираме, само едноставно мора да направам Да. по некој прекин вака. Но и може да искоментираме, има тука една грешка. Да. Ова посетата говорат и Васко и Каркачанов дека е февруари-март 1990 година, што не е точно. Тогаш уште ДПМН не е формирана. ДПМН е во формирање. Мане Јаковлевски не е дел од партијата. Мане Јаковлевски е кога веќе се спојуваат ВМРО и ДПМН. Така да нема врска. И двајца сведоци од четворицата кои биле на посета потврдија дека датумот е друг. Дека датумот е во октомври. И има и писмен документ од Драган, во кој Драган тврди дека на 31 на 30 септември, тоа е уште во Минхен, не знам каде е, и тогаш тргнуваат заедно за Бугарија. Овие документи што ги споменуваш, дали си тие во овој текст или Има нешто од тие документи. Ако не, во овој сигурно ти во други текстови ги има. Секаде, секаде, но овде има доста документи баш врзани за ова. Да. За посетата во Бугарија. Да. Тука Ова е многу битна посета, ќе навлеземе до тоа зошто, меѓутоа ова е битен момент. Пред првите избори во Македонија 1990 година, делегација на тогаш формираната ВМРО ДПМН, предводена од Драган Богдановски, доаѓа во Софија и има средба со највисокиот тогашен државен врв на Република Бугарија, господинот Желев и така натаму и така натаму. Тоа покажува дека бугарската држава уште тогаш пред 20-21 година има блиски релации со таа партија. Значи, те сами дојдоха с Драган Богдановски, јас се познавам още од 88 година. Сега друг е въпросът, че 88 година, септември, като се запознахме с него, той след това ме предаде на УДБА и те ме търсиха да ме арестуват в Македония. Значи Драган Богдановски ви ме предадена на УДБА во Македонија. 100%.
Това го знам. Сега, Богојевски тврди дека е работник на Каракачанов на УДБА, 88 година. Каракачанов вели дека Драган го предал на УДБА. Драган го предал Каракачанов. И ќе го апселе, а тој студирал во Скопје. Сега некој овдека каква приказа да кажуваат. Или Каракачанов не студирал во Скопје. Ако сакале да го апси УДБА, не мора да кажел Драган дека е Каракачанов во Скопје, така ли? Или сега си криева Каракачанов кога го дала интервјуто, дека ете малку дека дига тензија во Бугарија, кога одел во Скопје може да биде апсен. Бидејќи мислам дека и во Бугарија не зна дека тој бил на размена студенти во Македонија. Јас тоа не сум го видел во неговата биографија. Зошто би го сокривал? Може би бил на курс по Како многу безбедност. мои пријатели што беа така по 6 месеци до година ги немаше никаде. Те наводно биле по затворите, наводно биле по некои бизнис школи учеле, те ова, те она, ама после излезе дека кога ги гледам, кога го гледав моето досие, ги имаше по досијето. Веројатно бил на курс кај професорот, Да, кај професорот Бабановски. па не знам, сепак јас сум убеден, ова е моje, дека бугарските служби се многу посилни. Од Југословенската? Да. Во однос на тие внатрешни работи. Бидејќи тој е наш голем човек од ДБК, кој пишува книги, кој пишува 300 чуда, кој нација ја растурил, кој знае се за атентати на се на светот и за сите исламистички движења, пропел во Бугарија за неполни 5 сати, кога го апсиле. Затоа ова е сигурен податок. Да, добро, дали тука може би има непотизам во прашање, кадровската политика или едноставно начинот на кој ги спремаат кадрите? Види, како начинот. Македонската служба е српска служба. Таа не ги брани македонските интереси. И тука е проблемот. Бугарската служба ги брани бугарските интереси. И ти не можеш да... Србија има други односи со Бугарија. Други интереси се меѓу Србија и Бугарија, во однос на Македонија со Бугарија какви односи има и какви интереси. Тоа е разликата. Да, јасно. И затоа говорам дека Македонија има слуганска улога во како служба, македонската служба. Таа слугува Таа е најјака во однос на репресирање на македонците. Да. Тука е најсилна. Да. Посилно од било која служба во репресија врз македонци за самостојна Македонија. Да. Значи во однос на држењето на Македонија како еден отворен затвор. Да, ете тоа. Да, окей. Кој Во разузнавањето и контраразузнавањето нема некоја сила. И даже като дојде на аерогарата в Софија, јас го посрещам. Значи 90-та година пред изборите во Македонија вие значи го сретнувате тука. И го питам, помниш ли ме? И тој каза, помнете, ама стана грешка тогава. Викаме, каква грешка ти ме предаде на УДБА, шеха да ме арестуват. Грешка. Колку се тешки, колку се основани те обвинувања на Красимир Каракачанов на адреса на првиот основач на ВМРО ДПМН господинот Драган Богдановски, дека бил соработник на Југословенската УДБА. Тоа е таа прва екипа која учествува во формирање на ВМРО ДПМН, партијата која е најмокна партија денес во Република Македонија. Нова средба во Софија, значи доаѓа Драган Богдановски, доаѓа Јаковлевски, доаѓа Стојче Наумов, значи луѓето кои учествуваат или се едни од таа група од 5-6 луѓе кои учествуваат во правење на таа партија. Сега, значи, пак казвам, тези хора дојдоха во Софија за да се срещнат с българскиот президент, с българскиот външен министр, с депутати, с политици, с една идеја да се подпомага процеса на независимост на Македонија. Тоа беше тајна средба во Тоа, тука да оставиме за коментар или имаш некој? Што да коментирам, ајде оставиме малку нека Да, едноставно како што реков, мора да правиме мора да правиме прекини пауза, за бидејќи почна веќе да ни симнуваат видеа и мора да водиме сметка за авторски права.
така да ни пропадне една емисија убава. Видеото беше Да. па Па моравме добро, да- моравме да го повтор пат да сечеме. го ставиме, тоа се губење време. Окей, продолжуваме. момент. То Все уште всичко многу беше- малку, то все всичко уште беше многу малку тајно се тогава. знае. То всичко беше тајно тогава. По принцип, много неща малко се знаят, много неща още рано се говори за тях, но пак казвам, тези хора това беше пролетта. Беше март, февруари, март, нещо такова като време. Поискаха среща чрез едни мои приятели, обадиха ми се на мен, тъй като аз се познавам с Драган Богдановски. Клучното прашање кое тука се поставува е дали бугарските тајни служби стојат за таа посета на основачите на ВМРО ДПМН на Софија пред 21 година. Логиката е многу едноставна. Ако Каракачанов бил тогогодишен соработник на бугарските тајни служби, ако тој официрот за врска за доаѓање на таа делегација во Софија, дали бугарските служби де факто стоеле за таа посета? Сега, впрочем, една сосема... Самиот Васко сега сам... Добро, очигледно му се изгубила емисијата и, Да, и од, не и од знае глава што му да. се изгубило тоа. Да, и очигледно. не знае. Мислам, ова го заборавил. А бидејќи не следи нас, кога се овој текст не го видел, да се довидел, ке се потсетил и немаше да го направи тој лапсус иначе. Мислам да тој превид дека и да го постави прашањето за кој е организаторот, чија служба е организатор на посетот. Дали бугарската или македонската? Вие бевте домакин, значи, на Аз съм- тие средби. Да не кажеме домакин, ами като така човек, който им Врската. връзка да им направи контакт, защото никой не ги познаваше в България. Има средба со Желев, има средба со Димитар Попов. Димитър Попов, тя беше най-така важната среща. Интересно овака, Богдановски го предал Каракачанов на удба, а сега тој му организира Има уште средба. една приказка, дека Мане, роднините на Мане, бидејќи Мане Јаковлевски и Гојко имаат живеено во Софија, имаат роднини, и тие се многу високо котирани во Бугарија. Мане, ова е на Мане приказката. И тие ги организирале овие средби и пресици во Бугарија. Што е далеко од вистината. Каракачанов тука е зборува вистината. Бидејќи ми е потврдено тоа, дека... во однос на тоа дека тој е човекот за врска. Да, да. Окей. Мене Карачанов вела дека на тие средби кои тогашната делегација на ВМРО ДПМН, луѓето кои ја формира ВМРО ДПМН и имаат со врвот на Бугарија, Попов, Желев и така натаму, е постигнат начален договор дека Бугарија би интервенирала во Македонија ако евентуално Југославенската народна армија изврши инвазија на Македонија или се случи тоа што се случи во Хрватска и во Босна и Херцеговина. Значи договор няма разписан специален, такъв договор няма, но логично е тези хора да дойдат в България. Меѓутоа имаше некој начален Така, договор. тогава Димитър Попов гарантира, нали, че ако Югославия си позволи да направи агресия в Македония, България ще използва всички средства, дипломатически, политически, за да се противопостави. Секогаш во воздухот лебдеше дилемата дали Малку интересно е дека во преводов тука како некои работи малку додаваат, иако тоа сега на врат не е ништо битно, меѓутоа некако малку преводот е малку Па добро. малку накитен. бугарските служби финансиско ги имаат помогнато формирањето на ВМРО ДПМН. Значи 20 години постојано се говори дека Бугарските служби на финансиски помогнато ВМРО. Да го вратиме. секогаш во воздухот лебдеше дилемата дали бугарските служби финансиско ги имаат помогнато формирањето на ВМРО ДПМН. Значи 20 години постојано се говори дека Љупчо Георгиевски е човекот кој има бугарски интереси во Република Македонија, а не знам господин Богдановски, господин Јаковлевски, останатите се македонски патриоти кои се различни од Љупчо Георгиевски. На таа средба всушност доаѓаат големите патриоти Богдановски, Јаковлевски, Стојан Наумов и така натаму, а не доаѓа Љупчо Георгиевски. Ема тогава Любчо Георгиевски 90-та година по това време не беше фактора. Фактора във ВМРО ДПМН си беше Драган Богдановски. И тој доаѓа во Бугарија. Разбира се, нормално е. Значи сега што имаме? Имаме Драган Богдановски како веќе еден потврден соработник на службите и Новиот соработник. новиот соработник кој што Еве го знаме го дознавме синоќе. Красимир Каракачанов. прават договор за средба Да. помеѓу
луѓе представници на ВМРО ДПМНЕ И бугарскиот врв. врвот на Бугарија. Тие се се остварени. И тука Не го спориме остварувањето на средбите, Но. меѓутоа се обидуваме да ги поврземе. сега ќе ги поврземе работиме. Зошто? Што е целата приказна? Јас реков, посетата е направена во октомври, првите денови од 1 до 4 или од 1 до 5 октомври е посета во Софија, во Бугарија, на оваа делегација. Целта на посетата е да се створи слика дека Бугарија, така стои службените белешки кои ги изготвува службата за посета таму, дека тие добиле гаранции, дека ќе добијат помош во околу 10.000 доброволци од Бугарија во случај на војна и оружје. Има и тие работи. Да, ги има тука во текстот ги има. Но тоа е овдека целата игра. Во тоа време, бидејќи уште сојузниот КОС е пројугословенски, целата се спроведува доктрината на пројугословенскиот КОС, на ЈНА, пројугословенската ЈНА, за завршување на Југославија. И во таа доктрина стои, тогаш се прави дозвола, ке се сетат луѓе малку кои следат политиката малку повеќе, дека со уставот беше забрането, со закон беше забрането да се формираат национални партии во Македонија. Преку ноќ, пред самите избори, некаде таму март или април, и така некако сега немојте да ме држите со збор, но се дозволи формирање на национални партии во не само Македонија, во просторот на цела Југославија. Тоа беше идејата на сојузниот КОС, да се направат национални партии, да се соберат националисти на едно место во тие партии, за да бидат лоцирани. И КОС, за да изврши државен удар и да ги исплаши сите националисти по партиите, му требаше причина. Причина беше да формираат тие национални партии паравојски. Тоа што беше во Хрватска. Во Хрватска со Шпегел. Мартин Шпегел. Со Мартин Шпегел. И во Македонија е тоа е... Ние ги знаеме тие како дувло сина птица. Ова е сина птица, дувло е сосема друго нешто. Ова е сина птица. И што е интересно, ова се случува во октомври. Сина птица се формира дури 92 година. И тоа по друг повод, бидејќи настанува смена во концепцијата за како ќе се зачува Југославија. Веќе КОС е отстранет, Милошевиќ ја превзема сојузната СДБ, ја става под негова капа и почнува да го растура, да растура пројугословенската врхушка во ЈНА. Во однос на тоа, од македонска перспектива, значи, ти често зборуваш околу овој конфликт помеѓу КОС и УДБА, Да. како еден конфликт помеѓу КОС, Пројугословенскиот КОС. да, значи застапник на југословенството, а УДБА како застапник на националните, на етнонационалните интереси. И УДБА била до паѓањето на УДБА, на сојузната УДБА. Во 66-та. Не. Во 91-а. Да. До преземањето, додека постоја како УДБА, како сојузна УДБА, надвор од стегите на Милошевиќ. Таа соработува со пројугословенскиот КОС. Тие заедно работат. Во моментот кога доаѓа Милошевиќ, тогаш први УДБА, прво СДБ сојузниот СДБ го освојува Милошевиќ. да. Бидејќи Значи Милошевиќ ја
ја превзема УДБА и УДБА сега станува просрпска. Просрпска комплетно веќе не постои сојуз на УДБА. И сега, значи, постои еден конфликт помеѓу КОС Југословенство и УДБА Српство, Велико Српство. Во Македонија сиве овие превривања малтене немаат никаков ефект, Не. бидејќи во Македонија и пројугословените и оние што се србомани, и тие се завржани со Белград и со Србија. Да. Така, значи, овие работи малку се, како да кажеме, есотерични во однос на Македонија, меѓутоа се Лесно важни да се... разбирливи, кога ќе објаснуваме и други делови од интервјуто, ќе бидат се појасно. Сега да не го шириме, бидејќи не сакам да одиме да биде многу долго, ќе се држиме исклучиво за ова. Значи, и тука постои веќе таа конструкција која е работена преку бугарската амбасада. Овдека е уште пострашно е сценариот. Среќа што пропаѓа концепцијата на КОС за Југославија. Да е зачува војската Југославија. Нема државен удар, среќа, тоа е, бидејќи тогаш би било многу апсење би биле. И баш во тие денови кога беше најгусто, ми се јави Љупчо да појдам кај него, тоа беше некаде, може би околу, имаше малку снег во Скопје. Тоа беше дали пред октомври, после октомври, сега не можам да тумите не ги паметам, но едно паметам дека кога излегов од Љупчо да си тргнам за Куманово, седев таму во канцеларија неколку часа, тоа беше најава дека ќе има ноќта државен удар. И кога тргнав за Куманово, беа изнесени борните на полицијата македонска, беа ставени пред македонска телевизија, тука околу собранието. И на тој таму, кога 4-5 часа бев кај Љупчо, беше Змејко, јас, Љупчо, уште некои луѓе, беше Димитар Галев, некои луѓе излегуваа, доаѓаа, но ние цело време, што ќе се прави, како да се прави, кај да се... Кај викам, ќе се криеме. Зошто? Јас, тоа беше моја мислење, јас затоа и не останав до крај, си заминав порано. Во Куманово, но беше психоза дека таа вечер, таа ноќ ќе има државен удар. Наводно Мијалков дал информации. Едно-два пати тој влезе по канцеларијата кај Љупчо, тој беше уште тогаш потпредседател на државата, така да... Љупчо беше потпредседател на државата. Љупчо беше. И така да тоа беа веќе дигната тревога дека ќе има државен удар. Но во тоа време Кадиевиќ е свесен дека војската веќе неа моќта која ја имала и го откажа од државниот удар. Бидејќи ќе се избламира, и ќе немаше ништо. Идејата тука е била, значи, да се случи некоја реприза на 45-та, 46-та година. Така некако. Да се соберат сите националистички елементи и да се ликвидираат. На еден начин, на друг, да се дојде до некакво расчистување. Расчистување со нив. Ќе има некој голи оток повторно или нешто такво ќе биде и завршена работа. Ќе биде Југославија, повторно ќе биде братство и единство. Да. И тука не успеваат. Сега, потоа користат ова посетата и паравојската, 92 кога веќе Глигоров мора да направи влада која нема да биде од состав кој бил по избор на КОС. Главен човек на КОС е Јордан Мијалков и тоа е со највисок чин. Тој формира владата и зборуваш за експертската влада. За експертската влада. Клюсев. И тој го носи и Киро Глигоров. Така да, затоа мора да падне таа влада. Но, кај е проблемот? Според уставниот закон, експертската влада или првата влада, во уставниот закон не стоеше експертска влада, не стоеше првата влада изберена од изборите,
после неа мора да има избори. Не може да се дадава мандат да се дели, него мора да има нови избори, бидејќи има нов устав. Се плашеше Григоров и комунистите дека на новите избори, ако има избори 92 година, може би ВМРО ќе победи Григоров, нема да помине на последни избори, на непосредни избори. Тогаш беше по новиот устав веќе и тој се бираше на последни избори и затоа тие смислија да направат да ја обзадат паравојската. Сега со сосема други играчи во играта, Љубо Јовановски, нивни човек од Брисел, настана гужва меѓу нив сега. Љубо Јовановски воспитан како против да се бори против Ваншо Михайловисти, против Бугарија, и сега одеднаш треба да се дружи со Драган и со Мане кои биле во Бугарија да барат помош. И тука пукат тиквата меѓу нив. Тој ги пријавува дека тоа се врховисти, не сака со нив и се враќа во Брисел. Значи, каде ми е поентата? Имаме, тоа е најтврдиот овид, ќе повторам повторно, да му се залепи на ВМРО ДПМН дека е пробугарска партија. Дека партија која договорила со бугарите да пратат војска, доброволци и да дадат оружје. Да ако дават оружје и војска, дават и пари. Така ли е? Тука најлогично е. Бидејќи таа војска треба некој да ја финансира во Македонија. Треба да се опреми, да се униформира, да се прехрани, да се касарна некоја да се направи нешто. Тоа е, значи, тоа е голема работа и сега луѓево слушаат дека ова е бугарска работа, бугари. Љубо крева паника и Драган веднаш после тоа ја покренува неговата игра, дека ВМРО е пробугарска партија, пишува текстот во Пулс беше или во Нова Македонија? Во Нова Македонија најмногу му беа текстовите и од посетата на Љупчо тука во Драган беше заложен да ја гради сликата за ВМРО како пробугарска партија. Беа на поста заедно тука во Канада и Америка. Наводно, Љупчо бил киндапиран од НПО, не го виделе, Драган не го видел повеќе. И тука тоа е сега ова е големата потврда од Богоевски за тоа дека станал соработник Каракачанов. Значи дека оваа средба што е организирана во Софија е организирана во договор помеѓу двете служби. Службата од Македонија и службата и ДС-то на Бугарија, БНСР на Бугарија. Сепак, кој фактор е Каракачанов во тоа време? Тој е председател на партија. Па добро, сега ако бил студент 88 година, значи 90-та година е некој 25 годишен така некаде, младеж. Уште друго нешто. Сепак тој не е политички фактор, не е пратеник. Тоа ми е тој е председател на тогаш беше мислам друг председател на ВМРО. Тоа седаме како му се викаше, не беше Каракачанов. Да. Не сум сигурен, така да немој да ме взимате околу ова што го зборам, кој бил дали Каракачанов или некој друг бил во тоа време. Но не е фактор Каракачанов кој може да Желев е човек на демократ и не сигурно е таа следба е договарана помеѓу службите и е прифатена од бугарскиот врв, бидејќи нивната служба ги договорила работата со
партнерската служба на Македонија. Не може да... Ако може вака сега да го поставам. Ајде. Има ли уште малку од инсертот или Не, толку? Значи сега. Красимир Каркачанов врбуван пулен на Слободан Богоевски на македонската служба. Доколку јас сум на место на Богоевски и доколку Красимир Каракачанов е моја оперативна позиција, јас ќе се обидувам да го користам него во полза на македонските интереси во Бугарија. Значи, тоа неговото влијание да се користи таму За македонски интереси. за промовирање на сосема за земање на обратна позиција од онаа која што тој ја зазема сега. Значи, тој би требало во Бугарија да тврди дека во Бугарија има 5 милиони македонци, дека бугарската држава е малтене производ на македонското иселеништво во Бугарија, дека македонците од секогаш биле лојални, тие македонци кои што живееле во Бугарија биле лојални поданици на Бугарија, но бежанците, но секогаш со ум и со цел кон ослободување на Македонија, па ете некој пат и Бугарија настрадала од сето тоа. Во никој случај јас не би го инструирал мојот агент да работи против мене. Да работи против мене. Има сега тука нешто ми дојде, спомена една работа, синоќе околу Драган Богдановски, дека Драган Богдановски не е киндапиран од македонската служба, туку од сојузната. Сега, 88 година, не верувам дека македонската служба смеела без Белград, без сојузната служба, да врбува странски државјани. Да, затоа што тој рече дека сојузната служба е задолжена за надворешни односи. Да, за тие. Така да и тука има уште една работа, но се надева некој ќе не гледа, па да овие стучњаци веќе малку ќе собере храброст, ќе го објасни тој дел на работењето на македонската служба во времето на Југославија, дали таа имала ингеренции. Но не верувам, бидејќи значи, отприлика можеме полека да ја заокружуваме. Да завршуваме, да. Значи, нашата теза дека УДБА е фабрика за бугараши добива уште една голема потврда со признанието кое што засега останува не чепнато, не предизвикано од никој друг, ќе видиме сега Доброва го изнесува, можеби ќе се јави некој со еднакво како ниво, се вика, еднакво ниво, еднакво становиште на Богоевски, кој што може или да изнесе некакво досие, или на негова честен збор да каже дека не е така. Нешто или како. Меѓутоа, сега како што стојат работите, имаме уште една масовна, огромна и ќе биде штета сега ова ако остане така игнорирано од македонската јавност, а веројатно ќе остане, што е, ако се служиме со минатото, како наш водич. Ова е една еден огромен автогол на службата, која што 70 и кусур 80 години гради позиција дека ВМРО, посебно по Првата светска војна, е бугарска, е продолжена рака на бугарскиот двор. Дека тоа е едно дувло на бугараши. Дека партијата ВМРО ДПМН е чисто бугарска направија. Сега гледаме уште една масовна потврда на она што ние го тврдиме, дека ВМРО, нема да навлегуваме сега во тие таму бугарски преврежија од почетокот на 20 век. Меѓутоа, она што
е јасно, кристално јасно и тогаш кога имала некаква си бугарска определба, е дека се прави се да се направи независна или во најлоша рака автономна Македонска република држава, дали во рамките на султанатот, дали потоа како независна држава под протекторат на Америка или под протекторат на Обединените нации или едно друго. Меѓутоа секој пат идејата е кога станува збор за ВМРО. Да. Дали организацијата, дали подоцна партијата. Идејата е да се прави независна македонска држава без никакви посебни симпатии и врски со Република Бугарија. Тука е дека бугарштината која што кружи околу ВМРО ДПМН секој пат и 100% фабрикувана од страна на УДБА. Дали станува збор за летките кои што ги дистрибутираше Тито Петковски, подоцна летките што ги дистрибутираше Аце Циганот. Дали станува збор за оние текстови кои што завлекуваа кон бугараштво во првите броеви на Глас. На Глас, потоа во Дело. Да. Тоа е се... Па чакам те да дојдеш. Да. Па расколот кој што уследи. Секе дојдеме до сите работи, ќе одиме полека. Сега имаме време овие месец дена ќе отснимиме повеќе емисии, но треба да пак да повторам. Се повеќе станува јасно. На мене ми одамна јасно, но благодарејќи на таа моја Господ сакал да си ги видам плодовите на работата овие 20 години како објавувам вакви текстови. Уште не се веќе 20, него се 24 години ќе бидат сега во мај. Од првиот мој текст. Да видам дека тие мои објави, тоа мое што го правил, добива потврда секој ден се поголема и поголема. И се повеќе луѓе го разбираат тоа што го пишувал тогаш. Е сега околу разбирање и неразбирање, во твоето гостување кај Петар Котевски, ти им рече дека системот е во распаѓање. Распаѓање, да. Тие воопшто не може да сватат идејата на поентата на она што го рече. Ова е тоа што го зборуваш ти. Ова е распад на системот. Ако сме во позиција кога поранешен директор на службата за државна безбедност, што во таквите институции нема пензионирање. Не. Тоа е повторно дел од таа сива еминенција на таа служба. Ако е дојдено до тоа дереđе, да тој мора сега на 3-часовно интервју да расправа криви дрини, да се одречува од словенството, да се одречува од цар Самуил, и на крајот Тито да се одрекува, и на крај уште да признае дека Красимир Каракачанов е негов соработник, врвуван од него, негова оперативна позиција. Да. Што повеќе ни треба? Тоа е веќе распадната служба. Само уште никој не им кажал дека се мртви. Тоа е целта. Тие сега плашат врапци. Тоа е... И затоа, јас сум задоволен од ова што се случува, видејќи мојот труд овие години назад сепак бил, еве го награди, се наградува секој ден. Сега, значи, службите се во распад, меѓутоа тоа не значи дека треба да дека победата е еминентна, дека се е завршено. Ранетата зверка најопасна. Да. И затоа треба малку да... И нема таа самата да се растури. Ќе мора да се продолжи. Едноставно, нема некоја голема филозофија. Еве, она што функционирало до сега, веројатно, тоа е отприлика некаде што треба да се продолжи. Само со притисоци, со зборување за УДБА. Значи, една од најбитните работи е да се зборува за УДБА. Да се скрши стравот кај луѓето. Да. Што веќе, реално, скоро секој веќе УДБА ја зборува. И тоа не онака... Да не чуе и зидовите има тужи. Сите зборуваат за УДБА и за УДБАши и за ова и за ова. Така да, имаме во прав правец сме и мислам дека треба да се продолжи со ваквиот притисок, а ние ќе продолжиме со нашата работа. Се надевам утре, ако успееме да направиме уште една емисија,
на оваа тема. Така, немој да се надеваме ќе работиме. Да. Значи, ќе има уште неколку емисии од оваа емисија. Од ова ќе има 4 месечни емисии. Добро. Се надеваме во теков на неделава, мислам дека Петар има направено неделник, не знам дали е објавен, ќе биде објавен веројатно пред да биде објавена оваа емисија. Тој малку зборува за работите што се случуваат сега со камионџискиот конвој и протестите во Отава и протестите кои се случуваат на канадско-американската граница во Алберта. Тоа е уште еден момент кој што ескалира. Па веројатно ќе се обидеме со Петар да направиме една така поопуштена емисија во однос на тие случувања и во однос на трансверзалата која што ја поминаа овие камионџи како еден пример за тоа како се гради нација од нешто што немало нација. Како што рековме, понатаму ќе продолжуваме со овие емисии и ете имаме имаме ќе викаш 4 ние Од ова зборам само. целава сезона ни е веќе покриена со овие работи. Така да ви благодариме на вниманието, се надеваме дека ќе останете со нас. Ве молиме споделувајте ги емисиите, споделувајте ги линковите, бидејќи се помалку и помалку се шират од страна на алгоритмите, така да мораме да го правиме ова онака рачно, аналогно да ги Да ни споделуваме. помогнете и вие во тоа. Се надеваме дека ќе останете со нас во нашата борба да ја осознаеме и откриеме и распространиме вистината за нас, затоа што само тоа е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.